Како може куќа во ова куферце да има? Куќа може да има. Јеска жена не можеше се куќа може. Замисли си сега, замисли си сега дека во куферот има многу пари, така. И ти со парите ги си купиш една куќичка. На 59-тото издание на драмски аматерски фестивал во Кочани, театар Чекори од Скопје се представи со гласови. Комедија на апсурдот во која глуми актерскиот двоец Марко Џамбазовски со улогата на Тоти и Никола Димевски во улогата на Лило, двајцата чистачи на улици. Публиката ја награди представата, а Никола ја понесе наградата за најдобра машка главна улога. Представата беше гласови во режија на Маја Гивчевска. Заедно јас и Марко игравме, ги толкувавме улогите на Лило и Тоти, чистачи во јавно комунално предпријатие, кои што во представата првично си ги вршат своите дејности, нели, како и секој ден, и наоѓаат еден куфер кој што при тоа излага од него многу проблеми да се закараат, да си ги заборават своите вредности како луѓе и се случува една катаклизмична, да речам, таква неколку настани се случуваат едно по друго и како да кажам, многу апсурдно. Прва награда ми беше многу ненадејно и неочекувано. Навистина не очекував да добиам. Таму отидов со други очекувања. Отидов само колку да се даде представата на најдобар можен начин да се представи театарот. И многу беше неочекувано и прва награда ми е и се надевам дека ќе има и многу повеќе. Но навистина така како бура некоја ми дојде после неколку 2-3 дена кога ја добив. Интензивни подготовки предходеле на представата гласови, а како резултат на посветеноста, која што ја дала целата екипа на театар Чекори за оваа представа, сценска изведба комедијата имаше и на фестивалот на фестивалите во Требиње. После Кочани првично се подготувавме за Кратово, таму игравме наредната представа, меѓутоа многу брзо дојде и повикот за да настапиме во Требиње и нас ни беше наистина драго што можеме да настапиме и надвор од Македонија за прв пат со оваа представа и да се представиме и пред тамошната публика. Ни беше така малку имавме сомнежи дали ќе бидеме разбрани бидејќи нели нашата представа е на македонски. Меѓутоа само што излегавме на сцена и само што почнавме да играме представата, видовме реакција од публиката, смеење и тоа веднаш имавме некакво олеснување, знаевме дека публиката не разбира и можевме едноставно да си продолжиме да играме како што треба, како што да се опуштено. Марко Џамбазовски доби диплома за најдобар актер на 65-тото издание на Културно лето во Требиње, Босна и Херцеговина. Па добро, има овој фестивал голема традиција и нас ни беше наистина драго што учествуваме првично на еден таков фестивал со долга традиција. Лично јас немав некакви очекувања во смисла да одам за награда, туку нас ни беше, мислам, најважно да се представиме во најдобро светло, да одиграме најдобро што може, на публиката да им приредиме на убава вечер, да ги расположиме малку. И сега секако наградата која ќе дојде, такво едно признание, секако дека ни е драго и ни значи и не мотивира за понатака. Меѓутоа, најважно ми е што нашата првична цел си ја исполнивме и си поминавме добро и што публиката реагираше како што посакувавме, па дури и подобро од тоа што очекувавме. Марко и Никола, или Тоти и Лило, двајцата чистачи на улици, двајцата расправаат се и сешто, токму како и во секојдневниот живот. На крај, улицата останува неисчистена, токму поради куферот. Па Лило, слушај ваму, ако му кажам на шоферот, и он ќе си има интерес да си молчи. Ќе си молчи. Ќе отиде дома кај жена си и ќе каже: види дошо каков златен часовник си најдо, види го целиот ја е блеска. Ој сигурно 30.000 евра. Зашто не си го плати? Што си нашол? Часовник. Часовник? Да, часовник. Часовник? Часовник бе, часовник. Каде го нашол тој часовник? Како каде? Па во куферот. Во куферот? Да, во куферот. Во овој куфер? Да бе, да. Часовник? Часовник. Лило, каде ти знаеш дека во куферот има часовник?
Главниот реквизит во представата е куфер, кој Тоти и Лило го наоѓаат, па во текот на целата представа диалогот е дали да го отворат или не. И ако го отворат, што ќе прават со работите што ќе ги најдат, замислувајќи што се вредно има внатре и како тоа ќе им го промени животот. Мислам дека со Никола се пронајавме како добри партнери на сцена и уште од првите проби некако имаше некоја таква глумачка хемија, затоа што постојано се надополнувавме еден со друг и ликовите всушност ги изграивме на сцена. Ние претходно имавме напишано сценарио кое што можеби го доживеавме на почеток малце поразлично од тоа што сега како што сега изгледа представата, меѓутоа на самите проби мислам дека внесовме многу своји елементи, ние двајца и Маја исто така со незината режија и мислам дека тука се создаваше делото. Значи тука дававме нешто свое, секој нешто свое придонесуваше и така со едно надополнување изградивме таа представа. Со своето 48 годишно постоење, Театар Чекори е најстариот алтернативен театар во Македонија. Она што го прави единствен во своето постоење се представите, кои се прават по дела кои стојат во архивите на театарот. Даваме представи на поразличен начин и даваме представи кои што претходно не се играле дали во Скопје, дали во Македонија, дали на Балканот. Даваме за прв пат представи и се толкуваат на многу посиров начин, да речем суров. Се работи многу поделикатно на ликовите, се работи поделикатно на емоциите, за разлика од професионални театри, да речеме, каде што има цел склоп нели на сценографија, на светла, на костимографија. Тука секако работиме на тоа, но ја ставаме таа точка, ја ставаме на да се усклопи ликот, да се усоврши, бидејќи тоа доаѓа прво, па после се останат. Марко дипломирал на факултетот за драмски уметности во Скопје. Од дете е обкружен со театарот во светот на глумата. Секогаш пред камерите, во филмови и во реклами. Со Театар Чекори, па мислам дека година и пол сум тука. Претходно со глума сум се занимавал уште од мои помлади години, уште од дете да речам, сум взимал дома камера, некоја сум се снимал, така некоја ме влечело глумата и покрај глумата и со многу други уметности се занимавам, некако сум се ориентирал во животот кон уметноста. И јас сум по професија видеомонтажер, меѓутоа се занимавам и со музика, и со филмска режија, со фотографија. Така што, не знам, тој некој монотон начин на живот, не сум се пронашал во тој некој монотон начин на живот, сум сакал повеќе гранки од уметноста, во повеќе гранки се испробам, едноставно да сите тие некако да бидат во соодност и како еден издвоен вентил за да можам да одржам онака се што правам да си го правам на повисоко ниво. А во Театар Чекори сум година и пол и некако се пронајдов тука, бидејќи, како што кажав, и во останите уметности некако повеќе сум ориентиран на таа алтернативна страна и тука особено ми беше интересно тоа што овие дела кои што тука се изведуваат, како што рече Никола, се по не толку познати. Конкретно ова дело, гласови, мислам дека, се не сум сигурен, ама мислам дека само тука може да се најде делото, само овој театар во нашите архиви и јас кога го читав делото, барав на интернет и за авторот и за делото, не можев никаков податок да најдам и тоа ми беше така интересен дел, затоа што е на представа која што не е до сега гледана, да речем. И беше интересно да се направи нешто скрос од почеток, без да имаш некакви познавања за нешто другите како играле, другите како ги изградиле ликовите и самиот да си го изградиш тој лик. И особено ми беше предизвик што играме на ваква представа која што е саат и пол време и целото тоа време ние двајца сме активни на сцена. Тоа беше голем предизвик и ми е драго што имавме шанса да играме во оваа представа. Како дете од автокоманда, домот на Театар Чекори, Никола сосема случајно пак тргнал по патот на актерите. Па не знам, од секогаш, уште од мал така ме влечеше
воглавно беше бидејќи јас сум од тука од автокоманда и повеќето мои врсници и моите соученици од мојот истиот клас беа тука се од негде од своите 10, 11, 12 години. И тие некако ми привлекоа кон ова, ми покажа што имах, што како тие ме доведоа на представа првиот пат. И видов нешто магично тука, нешто убаво. Член сум во Театар Чекори од 2017 година. Со глумата мислам започнав одма таа година, иако беа некои помали улоги, не сега како главна улога. И има уште неколку низа број улоги кои што може да се наведат и да се набрат. Но не ми представува некаков предизвик или некакво помало значење да толкувам некоја улога што не е главна. Затоа мислам дека ова денес оваа представа што играме јас и Марко многу представува за нас двајцата, бидејќи знаеме да се после скоро година заедно спремање, знаеме многу добро сега да се снајдеме во било која ситуација, дали заедно, дали со било кој друг актер сега кога ќе излеземе на сцена. Поставена на сцените во Скопје, Кочани, Кратово и Требиња, представата Гласови беше освежување за публиката. Работена според текст на Љубомир Морев, а во режија на Маја Ѓурчевска, оваа комедија на апсурдот привлече квалитетна публика. Еве, нашите представи кои сме ги играле, тука салата била речиси полна, така што мислам дека луѓето сакаат да гледаат представи, сакаат да гледаат нешто што не го гледале до сега. Сега можеби фали поголема медиумска покриеност, да речеме, или поголема промоција на овие алтернативни аматерски театри. Меѓутоа, од моја гледна точка, мислам дека луѓето се желни да гледаат нешто поразлично и нешто ново. 3 жени, 3 приказни, една женска силна представа и следната која ќе биде одиграна од женската актерска екипа од Театар Чекори. Следна представа во Театарот Чекори се подготвува женски работи. Таа е од еден француски писател, во кој што играат 3 женски улоги, вклучително и Маја Ѓурчевска, режисерката наша. И таа ќе потолкува какво е нашето општество во историјата, какво било и во денешницата, да се направи некој контраст за женските и за машките улоги и како тоа мислам малку и слично со нашата представа да се види, зашто на една страна се гледа дека мажот цело време бил доминантен во историјата и жените тоа го мразеле, ама и сега кога ќе се види во денешницата и тоа малце превладува се од женската страна и малце тука доаѓа до судир и исто така некаков апсурд зашто не сваќаат ликовите што се случува како се случува. Театар Чекори како и досега ја задржува својата традиција да изведува дела кои не се досега изведувани или многу ретко на театарските сцени во Македонија и на тој начин го продолжува одамна започнатиот процес на континуирано истражување и спојување различни култури и светови, поставување различни жанрови за сите генерации и представување непознати, но значајни автори од театарската дејност од Европа и светот.